Dobar den, dragi učenici. Welcome to my video class. Моето име е Зорица Диневска, а денешниот видео час е изучување на месеците и годишните времења по предметот англиски јазик за трето одделение. Денес ќе научите како се пишуваат, како се изговараат месеците во годината и годишните времења, а за таа цел ќе ви бидат потребни тетрадки и прибор за пишување. Сакам да ви напоменам дека после секој слайд треба да кликнувате на копчето за пауза и да ги запишувате месеците. Годишни времења се менуваат во текот на една година. Па се разбира дека во една година има 12 месеци и 4 годишни времења и јас сум сигурна дека сите вие ги знаете. Но сепак, ајде да ги повториме. Јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември. А годишните времења се пролет, лето, есен и зима. Сега ќе ги научиме месеците и годишните времења како се пишуваат и се изговараат на англиски јазик. Па ајде да започнеме. Првиот месец во годината е January. January, првиот месец во годината, кога славиме нова година, Happy New Year. Важно за месец јануари е тоа што it's cold in January. It's cold. It's cold значи ладно. А ладно е затоа што е зима. Зима на англиски јазик се изговара winter. Winter. January. Winter. January. Вториот месец во годината е February. 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 Како што можете да забележите, месецот февруари е целиот со срциња во нашиот слайд, затоа што на 14 февруари го прославуваме St. Valentine's Day, денот на влюбените, за кој што јас сум сигурна дека вие направивте прекрасни изработки. February. February. Важно за месецот February е тоа што во февруари завршува годишното време зима, односно winter, и сме на почетокот на пролетта. Исто така, во February, in February, it's cold. Се уште е ладно во месецот февруари. Третиот месец во годината е March. March. А започнува годишното време пролет. За пролет на англиски јазик велиме spring. Spring. Весникот на пролетта е кукичето. Snowflower. March. March. А во март е топло. It's warm in March. It's warm because it's spring. Spring значеше пролет. Warm е топло. Четвртиот месец е април. April. April. А годишното време е пролет. Spring. Spring. Пролет е сончево. It's sunny. It's sunny, сончево. Празник кој што ние сите го прославуваме во месецот април и денот на шегата 1 април, кој што во англискиот јазик се нарекува April Fool's Day, во кој што сите ние се маскираме. In April, in spring, we mask ourselves. Понатаму, нареден месец May. May. Во мај се уште е пролет. Spring. Spring.
Во пролет сончево и топло е надвор. А на англиски јазик велиме It's sunny and warm. Сончево и топло е. Пролетните месеци се март, април и мај, односно March, April and May. March, April, May. Празник кој што го празнуваме во месецот мај е денот на трудот, односно 1 мај, the 1st of May. Шестиот месец во годината, знам дека сите вие многу добро го знаете, кога завршува учебната година е јуни. June. June. И во јуни започнува годишното време. Лето, односно summer. Summer. Have a great summer. Имајте прекрасно лето. June. Понатаму следува месецот јули, July. 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 It's summer and it's July. Лето е и јули е. Во лето, во јули, топло е, сончево и жешко е. It's sunny and hot. It's sunny and hot. It's sunny and hot in July. It's sunny and hot in summer. August. August е месецот август. August. The weather in August is hot. Времето во август е жешко. It's hot. August. June, July, August. It's summer. Summer. Нареден месец, кој што го означува почетокот на училишната година, е September. 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 Годишното време кое што започнува со месецот септември е есен, односно autumn. Autumn. September, autumn. It's warm in autumn. It's warm. Топло е во есен. 1 септември е почетокот на училишната година. September. September. The school year starts on the 1st of September. Месецот кој што го обележува празникот Халоуин, јас знам дека сите вие го знаете, тоа е месецот October. 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 It's raining and it's windy in October. Врне и ветровито е во октомври. It's raining, it's windy. Врне, ветровито е во октомври. А годишното време е есен. Autumn. October. October. Како што рековме, месецот октомври го обележува празникот Halloween, за кој што сите ние со нетрпение го очекуваме кога се маскираме и секако дека правиме страшни маски. Autumn. Се уште е есен. Autumn. It's windy in November. Ветровито е во ноември. It's windy. It's windy. It's cold and it's raining. Ладно е, врне, ветровито е во ноември. November. November. И последниот месец во годината е December. December, кога всушност започнува календарското годишно време зима. Winter. Winter. And it's snowing. It's snowing. Врне снег. It's snowing. Врне снег. What's the weather like? It's snowing. Празникот кој што го обележува месецот декември
Ние го изучуваме, изучувајќи го англискиот јазик. Значи, мои драги ученици, ова беа годишните времиња и месеците во годината при изучувањето на англискиот јазик. А сега следува една вежба која што вие ќе ја сработите во вашите тетрадки. Што значи? Како што гледате на овој слайд, има една рамка на која што се напишани месеците во годината и вие треба да повлечете линија кон соодветните годишни времиња. Spring, summer, autumn and winter. Тоа е се. Ви благодарам за вниманието. See you!